Добра вечер и добро дојдовте на четвртиот дел од примена на вештачката интелигенција во образованието, ако може така да се нарече. На почетокот едно извинување за поголемата пауза. На почетокот бев одсутен од државава, па потоа кога се вратив имав толку многу работи што мораше да ги завршам откако бев одсутен за време на моето одсуство, па еве сега да почнеме онаму каде што застанаме. Продолжуваме со една алатка, можеби за вас позната, а можеби некој прв пат ќе ја чуе. Ќе се обидам да го следам и четат ако може. А слободно можете да го користите, можете да го користите и делот за прашање и одговори, ако можете да пристапите. Како што може да забележите, ова вечер ќе зборуваме за brisk teaching. Видите што тоа представува и како можеме да го искористиме, кои се негови предности, кои се негови недостатоци и како можеме да го искористиме како алатка во нашата настава. Затоа стои во наслова и асистент на наставниците. Ќе зборуваме за неговите недостатоци барем во Македонија. И исто така, за да ги надминиме тие недостатоци, ќе зборуваме како можеме да користиме други алатки за да ги надминиме тие недостатоци што се. Тука. Па еве да започнеме. Имаме една кратка презентација која што ќе ви ја споделам нешто покасно, на крајот како и секоја друга презентација. И ајде да започнеме. Како што може да забележите, денес ќе зборуваме за brisk teaching, значи за асистентот од вештачка интелигенција за наставниците. Значи, ќе зборуваме за настава подпомогната од brisk. Внимавајте. Ова што денес и минатиот пат ќе го дискутираме и ќе го зборуваме, воопшто немаше да биде можно пред само неполна година и нешто. Значи, многу е брз развојот на технологијата и овој разговор ќе беше скоро и невозможен пред нецели 12 месеци. Но денес ќе зборуваме за нешто што може да го промени начинот на кој што не ние работиме, туку брзината со она што треба да го сработиме, за идеите што можеме да ги добиеме, а се со цел да се ослободиме време за да можеме директно да работиме со учениците. Она што нам ни недостасуваше, затоа што бевме оптеретени со еден голем број на непотребни работи да ги работи. Не непотребни, туку работи кои што одземаат време, а се, да наречам, не толку многу значени за нашата работа. Brisk, како што може да прочитате, е и подпомогнат додаток. Значи се работи за екстензија на Chrome и Edge прелистувачот. Значи, во продолжетокот на овој вебинар, кога ќе го работиме практично, можете да користите или Chrome или Edge. И може и Mozilla, но моја препорака е или Chrome или Edge, функционира на двете идентични. Според креаторите на овој додаток, викаат дека ако правилно се користи, може да ви заштеди на 10 часа секоја недела. Може да се користи кога и да сте онлайн, значи секогаш мора да бидете на онлайн за да можете да го користите. И дава поддршка за создавање на наставни програми, давање на повратни информации, диференцирање на часовите и многу повеќе. Преку 30 други можности за кои што ќе зборувам, барем дел од нив, не можеме за сите. Исто така да напомнам дека во рамките на оваа алатка е многу брзо интегрирана со Google Classroom, Google Docs, но наскоро и за Microsoft Suite, односно за Word, Excel и PowerPoint. Ќе видите нешто покасно што е ова што го зборувам. Еве што може Brisk да направи за нас. Одека го зедов оригинално, затоа што некако ми звучеше многу подобро него да го преведувам. Имаме 5 главни области во кои што Brisk може да ни помогне. Може да креира наставни лекции, квизови, да генерира, како што може да видите, Google документи, прашалници, слайдови,
на преку 30 јазици. Но, за жал, тука не е македонскиот, имаме хрватскиот, но не и македонскиот, но хрватскиот добро би ни завршил работа. И сите овие ресурси што се генерираат, автоматски се зачувуваат на вашиот Google Drive. Потоа може да служи за даде повратен одговор. Сега, не во смисла дека таа ќе го замени наставникот во давањето на повратни одговори, туку во смисла дека ќе ви помогне во зависност од одговорот на ученикот, доколку е користи алатката, а да ви даде во кои елементи ученикот треба да се поправи согласно стандардите што ќе ги дадете вие, за кои што ќе зборуваме нешто покасно. И тоа може да го прави на 4 начини кои што ќе ги објасниме. Во делот Level Resources, значи дека истиот ресурс што ќе го користите, било да е веб страна, YouTube видео, текст, што ќе го најдете или било кој документ што го имате, може да го направи да биде на различни нивоа, почнувајќи од ниво 1 за ученици од прво деление, па се до University Level. Че вештачката интелигенција може да го преправи тој документ на различни нивоа и за различни ученици. На тој начин можете да го прилагодите за сите ваши потреби. Четвртата опција, што е прилично добро корисна, всушност за кого како, ќе видите самите дека со користење на ова Inspect Writing опцијата, можете да видите како е креиран документот. Кој што, например, еве давате задача за вашите ученици и со помош на оваа опција ќе проверите како ученикот го креира. Ќе видите всушност видео плейбек за тоа како е креиран документот. Например, колку пати има копирано, колку време се задржал на пасусот докато го пишувал. Тоа е всушност еден вид на проверка, за да видите ако е копи-пейст целото, веднаш ќе знаете дека се работи за документ копиран од некаде. Не е негов личен труд. Тоа не значи дека тој документот не истражувал ученикот од веб страни па го копирал од тоа. И последната најнова опција е BriskBoost. Boost, односно тоа е поттикнување на учениците за во нивната работа со целно насочена кон исполнување на целите, за кои што ќе зборуваме нешто покасно. Многу пати спомнав цели. Значи секогаш треба да имате во предвид, според новата концепција и според сите нови програми кои што се, иако ќе бидат од 7 година, изменети старите, сите ќе бидат поврзани онака како што почнаа во 6-то деление, со стандарди, не дека порано не можеше, но секогаш имајте ги во предвид стандардите што сакаат учениците да ги исполнат. Па затоа секогаш кога пробувате да генерирате нешто каде што ќе имате стандард, пробајте да ги искористите стандардите што се дадени од бирото и што се за соодветната лекција која што вие сакате да ја правите. Ќе видите дека оваа програма како тоа го прави со преку 25, мислам дека и повеќе се земји во светот за различни стандарди по различни предмети. Сето тоа е бесплатно. Но ако сакате да имате тоа да го направите на ниво на општина, или да си земите собствен, има и дел кој што се плаќа, ќе имате нешто плюс. Но, повторувам, 98% од ова што ќе го видите, сето е бесплатно. И јас ќе се обидам да го прикажам. 3 многу едноставни чекори за негова користење. Ова што го спомнав за почеток, мислам дека доволно ве заинтригира да видиме како тоа ќе го користиме. Јас ќе помогнам, во презентацијата има многу чекор по чекор како да се направи, но потоа сметам дека е многу попрактично, тоа да го правиме заедно, паралелно, јас и вие, ако тоа сакате да го направите, но ако не сакате, слободно следете ме, па потоа на рајата изгледајте го видеото и експериментирајте. Експериментирајте со примери од вашата област, со примери од тоа што вие го работите, или пак едноставно експериментирајте со тоа што ќе го најдете во момент. Првиот чекор е инсталацијата, додавање на Brisk како додаток во Chrome или реков Edge и негово опинување, односно ставање да биде видлив. Потоа, видите, секаде ќе го видите тој поимот Briskit, а всушност тоа ќе биде една икона која ќе се појавува во десниот долен ангол и која што ќе биде магична икона за сето ова што го зборуваме. И последниот чекор, опуштете се.
и дозволете Бриск да го направи она, кој што вие би изгубиле многу време да го направите и да ви помогне да се концентрирате на работи за кои што сметаме дека се многу поважни од тоа каква ќе биде содржината, каква ќе биде лекцијата, односно да имаме подобро време со повеќе време за практична и директна работа со учениците. Едноставна е премногу инсталацијата. Еве сега, прво ќе се нема да ја прекинам всушност презентацијата, но во четот ќе го прикажам линкот од каде што можете да појдете на линкот што го гледате тука и да го добиете овој прозорец што го гледате тука. Сега ќе се обидам практично тоа да го направам. Презентацијата ќе оди во позадина, а јас ќе се обидам да отворам, бидејќи јас сум логиран, се ќе се отворам да симулирам, еве го, in private прозорец, ќе симулирам она што вие ќе го добивате. Значи, веб страницата, која што ви прати во чет, е briskteaching.com. Ако случајно не ја видите, ќе го минимизирам ова, еве го. Пишете Brisk Teaching во Google или briskteaching.com. Нема промашување. Сега ќе да направам нешто или го исклучив. Еве го. Ствари ми се врати пак назад. Вака. Не е тоа што ми треба. Да минимизирам презентацијата. Кој ќе треба чекашта. Прозорецот, страницата што требаше да ја прикажем. Се што треба да правите е да прифатите овој десно. И сега да кликнете во делот Add to Chrome for free. Или овдека. Сега ќе кликнам нова прозорче. Десно, на тој линкот, не на прозорчето, на линкот. Ќе добиете ваков прозор. Ако сте на Chrome, ќе во однесе на Chrome Web Store за инсталирање. Овдека јас ме понудува да се заменам на Chrome, не сакам. Сега овдека е опцијата за да го инсталирате ако сте на Chrome. Но бидејќи јас сум на Edge, овдека, Extensions, Install Chrome препознава дека немам, овдека. Але добив порака, горе десно, треба да добиете, вика да преминам во Chrome за да го инсталирам, но не мора да преминувате, сега не ми излегува таквата опција, но ќе видите дека вие што сте на Windows, на Edge, не е ништо страшно. Ќе го вратам прозорецот што ќе го добиете. Ќе појдеме на чекорот, овој чекор треба да го добиете. Бидејќи јас сум на Edge и мене ми е инсталиран овој додаток, но вие само ќе го додадете во овој дел и откако ќе го додадете додатокот, сега ќе се вратам назад. Ќе пробам уште еден дел да кажам, тоа истото, од почетот. Не знам зашто вака додадено. Ќе отворам веб страната. Мислам дека in private ќе биде подобро, ама in private всушност не ми дозволи. Сега го имам и ќе продолжам. Еве овдека. Иако го имам, еве вака. Еве се разлика од претходно, горе го добивам дека инсталирајте го во Chrome. Веќе ми е инсталиран. Нема потреба да го отстраните, само додадете го и веднаш штом ќе го додадете, ќе ви се појави во овој дел. Горе кај додатоци, видете иконата десно,
и ќе го добиете во додатоци. Мене во моментот, гледате, ми е пречката на окото, тоа значи дека не ми е видлив. Ќе кликнам на окото, тој додаток ќе се појави овдека десно горе и на уште едно место, за кое што ќе зборуваме нешто покасно. Еве вака. Откако ќе го инсталирате додатокот, еве овдека. Одека е упатството што се можеме да направиме. Можеме да почнеме да го користиме. Ќе добиете се завртен во презентацијата. Со самото, секај мене го ги имам инсталирано. Кога ќе го завршите чекорот, треба да одговарате, сега ќе ги прикажам, еве ги прашањата, еве вака, ќе го прикажам, целиот одговор. Еве како што ви кажав в презентацијата, не излегуваат чекорот, не знам зашто. Еве го делот, кај треба да се кликне за да се појави. Тоа е креирано е на друг компјутерна работа, за да можем да ги направиме овие. Кога ќе кликнете на овој, опциите што ќе ви се отворат, еве го првото. Ќе треба да кажете нешто за вас, да го пишете вашето училиште, вашиот предмет, нивото на учениците и каде научивте, тоа е опционално последното како опција, каде за прв пат слушнате на Бриск. Избирате од опциите. Третиот чекор, доколку го споделите или поканите 5 други наставници, овдека ги пишувате нивните мейлови, ќе добиете премиум верзија со дополнителни 10 алатки за 30 дена. Значи овдека во делот ту ги пишувате имейлите од вашата листа на најмалку 5. Ставете 6 или 7, со секое додавање тука кликнувате на ето. И ќе ги се излистуваат овдека горе. Горе ќе биде вашето име, секој од нив ќе добие мейл. Слободно користете го мојот, Богдановски Игор на Gmail, ако ви треба едно од имињата и потоа кликнувате на Send Invite. Потоа, четвртиот чекор, што сакате, што е она прво што сакате Бриск да ви помогне? Имате 3 опции. Да направите слайдови презентации од YouTube видео, да има тука звезда, тоа значи дека ќе има потреба да се регистрирате, да се автентифицирате на Google, потоа да дадете фидбек, повратен коментар на работа на учениците, или да го промените нивото на текстот што е за читање. Ја бирате опцијата, одите во наредната алатка. Која што ќе изберите опција, самиот Бриск ќе ви каже помош за тоа како треба да види. Ева се примери кои што ќе ги видите во презентацијата. Сега јас тука ќе завршам. Го прекинам ова. Ќе ви ја споделам презентацијата. Одма. Да ја имате, да не ја заборавам. И потоа ќе се префрлиме на практична работа. Сега ќе пробам да ги пуштам микрофоните, да чујам. Дали успеавте да го инсталирате додатокот? Мислам дека беше одека малку конфузно. Затоа што ако не успеавте, сакате да следите, многу ќе биде тешко. Ќе мора да гледате, за потоа да го пробате. Дали пробавте да го додадете? Мислам, некој ако е на компјутер, морате на компјутерова да го правите, на мобилен мислам дека нема да може. Значи, требаше само да го додадете. Откако ќе го додадете, овдека, мислам, многу едноставно. Ако сте работеле, многу едноставно е тоа. Додавање. Ајде сега да видиме. Гледам дека коментари има, дека успеале. Добро. Ајде сега да видиме како практично. Јас овдека имам отворено неколку страни, тоа што планирам да направам.
Само ми треба уште, ако имаме време и за тоа. Значи вака. Сакам да најдам некоја веб страна, која што, се обидам да најдам веб страна, по која што, еве имам. Сега да изберам, еве отворив и програмата од бирото. Ова е мојот документ, не, книжка, и што се спремам со документите. Еве отворив наставната програма по овие природни науки за 6 години. И сега ќе го копирам во Notepad, за да можам да ви го споделам после. И го избрав првиот дел одавде. Целите што се поврзани со физички и хемиски својства на материја. И сега, ќе ги копирам целите, ќе видите зашто. Значи, целите за овој дел, ева, ќе ги копирам овие сите, ако може, најпред првиот дел. Значи, секогаш е добро да ги имате целите за кои што сакате да работите. И ако имате дополнителни елементи, како што се рубрики и така натаму, што ќе зборуваме како се прават, сега ги имам целите. Одбрав видео од YouTube, вака, не пребарува било што, сега гледам содржина. Имам физички и хемиски својства, физички и хемиски својства, физички и хемиски својства на материјата анимација. Според должината, ова би требало да е 10 минути, Organic Chemistry Tutor, предпоставувам дека би било добро видеото, и сега ќе го изберам не. Го запрев видеото, нека не оди. Сега овдека ќе кликнем на иконата, што беше брисан. Еве иконата се отвори десно долу. Ќе ја преместам за да ја видите. Темна ми е позадината, не знам зашто се промени, значи еве овдека ја движам. Ќе кликнам на неја. Сега вика мора да се најавам со него. Еве јас ќе се најавам. Бев најавен, ама ве побарам што да се најавам. И реков дали ќе побара автентификација. Сега се најавам. Предпоставам и ќе морам да кликнам. Ова е магичното копче, откако ќе го инсталирате плагинот. Се. Прозорчето што го гледате од десната страна. Лево горе, во црвено, покажува во каков извор се наоѓате во моментот. Дека има YouTube видео. Потоа имаме каква лиценца имате. Ова кај вас можеби нема да биде вакво, затоа што јас испратив денеси тоа, 15 покани и го добив ова. 30 дена ќе можам да експериментирам. Десно имате неколку опции, меѓу кои другото, ова со спајалица значи нели да прикачате документ. Ова е Boost Activity за кој што ќе зборуваме покасно. Овие на трите точки, значи имаме некои дополнителни елементи. Секогаш на трите точки можете да видите да се одјавите, ако сакате да го купите, да го смените јазикот и така натаму и така натаму. Сега, на почетокот имаме 6 полиња, ствари 5 полиња, од кои едно не е активно, затоа што нема што да проверувам јас начин на пишување кога не се работи за документ. Долу имам Popular Tools, првото е квиз, па презентација, ова е Depth of Knowledge, DOC, значи длабочина на знаење. Со учениците. Се. Рековме дека ќе одиме во делот Create. Ќе кликнам на Create, бидете спремни за следно. Ова се сите елементи што можете да ги направите од видео. Почнувајќи од квиз, од рубрика, програма, report progress, ресурс, exemplar. Exemplar ќе го потврдам после, тоа значи дека воз основа на содржината од видеото да ви се генерираат примери. Lesson plan, план за наставна лекција. Нешто друго, прашања за DOC,
depth of knowledge. Да видам каква опција доби некој од вашите колеги. Да. Значи, сликата што доби во чет од еден од вас покажува дека тој моментално е отворен на веб страна. Значи, не мора да видите на моментално на YouTube видео. Можете да си отворите било која страна на која што сакате ова да го пробувате. Но ја се го отворив за да одиме по некој редослед. Не е битно дали е YouTube видео или веб страна или PDF документ. Потоа имаме овде превод, Math Spiral Review по проблеми математички, Science Lab и така натаму и така натаму. Сега во овој момент јас ќе изберам да ми генерира квиз. Не дека тоа сум го избрал претходно, може да изберим и презентација, presentation, или unit plan. Може да ни даде план за наставна содржина на која што би било. Ама јас веќе изберам сега квиз. Сега, убавината почнува сега. Откако избрав квиз, имате поле во кое што може да се пишете што сакате. Односно да го пишете промптот. Ако го следевте минатиот вебинар, таму зборувавме како да го пишете промптот за да бидете по-специфични, за да добиете подобар одговор. Истото важи тука, затоа што работиме со јазичен модел. Моделот јазик, ова се јазиците на кои што сакате да го добиете одговор. Како што гледате, овдека имаме само Croatian од нашите најблиски и друг јазик, евентуално грчки ако некој знае. Француски би требало да има. Ама не. Замислите, француски не. Но како и да е, го изберам англиски, во делот имаме каква вештачка интелигенција да користи. Ова е разликата помеѓу платената верзија и онаа бесплатна. Во Turbo AI, јас ја имам затоа што поканив повеќе од 10, ама ќе имам само еден месец. Вие најверојатно ќе имате стандард AI. Овдека пишувате што сакате да добиете од видеото. Самиот Бриск ни понудува дека сакам јас да креирам квиз во врска со YouTube видеото, кој што не ни го пуштив. Во запред. А инако е 10 минути и 33 секунди. Потоа имам Select Standards. Стандардите. Кога ќе кликнете на првото поле, видите од колку земји во светот се поставени сите стандарди. Бидејќи јас знам дека нашите програми се приближно од Кембридж програмите, горе-долу, и предпоставувам дека предпоставувам дека најблиски ќе бидат тие стандарди, ама тоа предпоставувам. Имаме англиски, математика и science, ова е science. Имаме овдека кој оделение? Неќем да е второ, трето, ko prepozna дека е можеби на низок стил, јас сега ќе го направам тоа да биде од 6 до 8. И сега во овој дел имам Select Strength, значи од која група е. Ова е биологија, хемија, физика. Значи би требало ова да е хемија. И сега може да пребарам, но ова се стандардите што се по англискиот курикулум, врз основа на што ќе можеме да работиме на документот што ќе го генерира вештачка интелигенција. Еве ги кои се сите стандарди од 6 до 8. Сега ќе кликнам дан. Но ако сакате, вие можете да си додадете и ваши стандарди. Овдека долу го бирате за кој оделение сакате да биде содржината направена. Ова е 7, еве јас ќе направам едно ниво подолу, 6. Каков квиз сакам да биде? Multiple choice, кратки прашања, долги, кратки одговори, долги, multiple choice. И колку прашања са? Видете, има 10 до 20, доста за 10. Се што треба да направам е да кликнам next. Сега, убавината следува дополнително. Имаме да креираме нов документ, кој што ќе биде Google документ, кој што директно ќе се аплодира на вашата Google сметка. Или пак да креираме стар добар формулар како за оценување на учениците. Еве ќе отворам формулар, прашалник, квиз и ќе кликнам на копчето Бриски. А може и
документот, ама ќе го отвориме на друг документ. И сега уживајте. Третото беше релекс. Дозволете вештачката интелигенција да го направи за вас остаток. Повторно побарува да се најава на сметката, да ги прифатам условите, и сега ќе се отвори нов таб во кој што кога ќе заврши брискет, зависи од интернетот, од големината на видеото, од содржината на текстот. Еве го се отвори нов таб. Горе гледате Google Docs и се генерира квизот. Ма не само што ќе се генерира квизот, туку ќе ги добиете и одговорите на прашањето. Еве сега, уште генерира. И еве заврши со генерирање. Откако заврши со генерирањето, добив порак да го рангирам овој одговор. Ова бусти ќе зборуваме нешто посно. А потоа можам да ги скратам одговорите, да ги продолжам одговорите или да направам дополнителни прашања. Сега за сега сметам дека тоа не е доволно, да видиме што е тоа што го добив. Значи, ако кликнем на прашањето, видите го добивам одговор. Еве го одговор. Еве го одговор. И колку време му требаше на Бриск да го креира ова? Сега замислете да требаше 10 минути да го гледате видеото, па 10 минути да го преведувате, 10 минути да изберите кои се клучни точки, а вие тоа го добивме многу брзо. Сега. Се вратам назад, искористам истото видео, сега ќе побарам да ми креира, например, еве, ќе изберам, бидејќи сум математичар, баш сакам да видам какви математички проблеми ќе ми креира врз основа на видеото, што е од хемија. Препозна дека што сакам да барам, нека стои јазикот англиски, текстот нека си биде, ама може да го измените одека. Стандардите сега нема да бидат science, ќе бидат математика. И сега ќе избериме, бидејќи ова сакам алгебра прашање да има. И ако сакате IB, например, ако има некој што работи по IB, еве имаме IB. Ако некој работи или користи ресурси од Common Core од Америка, еве ги горе. Ако знае па точно од која држава се ресурсите, може слободно да ги побара од Аризона, Арканзас, еве и Австралија. Значи јас реков дека ќе избериме, стоеше Англија. Ево кој е стандардот. Тој е долу избран. А1.13, што јас не знам, еве го овој тој, најверојатно. Наоѓа на проксимално решение на контекстуален проблем со графици и така натаму и така натаму. Ќе кликнам на 600 делени, еве ќе го зголемам, да не биде 600, има повеќе работа, еве ќе земам 900, да е. И сега имаме 10 прашања. Ајде, 10 да видат. Сега ова е многу добро. Персонализирање за моите ученици. Ова ќе зборуваме нешто покасно. Тоа значи дека квизот што ќе го генерира со оваа опција, или тестот, сега ќе видите, со оваа опција, кога ќе му го дадете на учениците со тоа копчето што беше десно, ќе можат учениците да работат на него, но ќе добиваат персонализирани упатства во зависност од нивните одговори. Ќе го видиме тоа после. Сега кликнувам на Бриск. Сега сигурно ќе добиете Google Docs, нов документ, во кој што ќе добијам 10 задачи, кои што сте по стандардот што го избрав за видеото кој што беше во позадина. Кажа дека има некаква грешка, но не е тоа толку страшно и е негово. Ево стандардот што беше горе, и еве ги проблемите. Са некој ќе речи, овие се на англиски, но видете са какви опции добив долу. Имам Translate, направете го пократко, направете го подолго, повеќе детали, помалку детали, или ако сакате нешто друго. Еве јас сега ќе се обидам.
замолив да ми ги даде решенијата на проблеми. Што ќе се случи? Сега не ни ги проверувам, ама ајде да видим. Вајде ќе ги даде истите проблеми и потоа за решенијата. Мислам совршен. Нашата работа тука ни помогна да лево имате содржина, што е многу добро. Не се ќе речи некој го немаме преведен. Ама па затоа имаме други алатки за кои што ќе зборуваме, кај не ми се отворени алатка. Прв е GPT, ќе му речам. Те молам, преведи го следниот текст на македонски јазик. Сега има тука многу запишување, ама еве сега ќе оставам текстот во наводници, целиот што беше копирано. И еве сега GPT почна со превод. Ако не сум задоволен од оваа вештачка интелигенција, ќе отворам. Имам, мислам, копилот одника. Ќе го прашаме него. Пишемо на латиница. И текстот секогаш од навика го ставам во наводница. Его целиот текст. Додека не го чекам воопшто, сега ќе отворам Claude AI. Што нека ми беше отворено. Да. Замолам и него. Ево целиот текст. И имам уште едно, како можност. После можеме да ги споредиме Gemini од Google. Ево. Не ни го прикажа текст. Но, ако имате, а сите како наставници, ако сте во држава, ако го имате и ако користите корисничкото име од Schools, се што треба да направите е да се отворите Word онлайн, или ако користите Google Docs, ево го целиот текст, тоа го креира Бриск, сега само десен клик на него, имате опција Translate. Значи го имате сите. Еве сега кажа дека имам порака, дека е повеќе од максимума. Значи сега ќе го поделам, да не биде толку најнаш. Еве вака, бидејќи беа 10, јас првите 5 ќе ги знам. Еве вака, првите 5. Мислам дека сега се е во ред. Еве го долу превод на македонски јазик. Не мора ни да го копирам, ама јас бидејќи сакам да ми стои оригиналот, за да го проверам после, го селектирам преводот, ќе го копирам и сега еве го овдека комплетно преведен текст. Сега само ќе ги преведам 10, 6 други, 5 други, еве го преводот неве. Преводот. Ми требаше 3 минути
10 прашања да ги преведиме на сите можни модели на вештачка интелигенција. И сега можеме да си провериме каде подобар е превод. Некој ќе речи не може формули, но и за тоа има решение. Хајде сега да се вратиме назад. Ова е тоа што го генерира Бриск. Хајде сега да видиме другите опции кои што ни стојат на располагање. Ова што гледате овдека е од друга вештачка интелигенција, Grammarly, која што ја проверува граматиката. Ова што е црвено. Значи најде грешка дека има, треба да биде без paste, ама сега тоа не е така. Сега, еве го овој долу за кој што дискутиравме. Ајде да видиме ова што го креира, можеме да креираме квиз. Сега ќе врчам да ми креира презентација. Презентацијата сега ќе биде на 8 ниво, ќе има 10 слайдови со слики, ќе биде на англиски курикулум, ќе биде презентација, рековме. И се овој стандардот можам да додадам друг. Ево. Можам да изберам друг стандард. Например, еве да изберам некој. Линеарно да се учи во 7, било која од овие, ајде втори учи да изберам. Стандард. И што бара сега? Аха. Се бара што треба да направим. Create presentation. Напиша да се креира презентација заснована на файл. По овој стандард за 8 оделение. Каква тема сакаме да избереме? Или ќе математика, или ќе избереме математика, ама поврзано со science, нека биде science. И кликнувам на Бриск и еве сега презентацијата. Повторно бара да се најавам, како заштита некој вид. Зато што го генерира на мојот драйв. Сега ќе се отвори нов документ, кој што ќе биде презентација. Ево новиот документ. И се креира презентација за 8 оделение. Избрав да има слики, баш ме интересира што ќе креира. Немојте да очекувате дека ќе бидат вау сликите, но доволно е текстот да го имате, па потоа вие можете тоа да си го правите. Ево виде, Stop Generating, се уште генерира. 7 имаме слайдови. Еве ги 10 слайдови. Презентацијата е готова. Сега. Ајде да видиме сега овдека. Да се видиме, рековме, не ни треба ова. Ајде, ќе се вратам сега на нешто што кодиравме. Не гледате дека ова врти. Значи, кажува дека имаме нешто што можеме да го направиме. Може да уште работи презентацијата. Ајде сега. Ајде еви сега овдека. Како ќе направам, на мој документ ќе го отворам, да отвориме Inspect Writing, но сега, ајде да го промениме нивото. Ова беше за 9-то оделение. Сега ќе кликнам Change Level. Ево го. Предложи Grade 5-то за 5-то оделение. Ајде нека биде за 5-то оделение. Сега ќе го преведам на хрватски. И ќе го променам нивото. Сега истиот текст ќе го преведи на хрватски, ќе направи 3 оделенија понизу. Горе пише дека го сними на мојот драйв и дека сега горе ги имате линкот до оригиналниот текст. И еве сега почнува. Зголемам за да го гледате. Нешто се случи, не нешто. Ево.
збунивме. Еве ги, уште генерира преведено. Ветото, решението и заврши. Сега ќе кликнам на делот, ова нема транслейт, еве да направи лекција. Сега, ќе криеме лесен план во врска со овие задачи на англиски. Еве сега ќе изберам, добро, ајде нека биде на англиски. Стандардите, сега одека. Овој стандард, по кој што ќе биде лекцијата, нека биде повторно England, овдека ќе биде англиски, ама ова е веќе математика, не е high school, 6 до 8, и сега ова нека биде алгебра, или да видам имаше долу working математики, било што. Ајде ќе изберам алгебра. И автоматски препознав кои делови се овие, ќе кликнам да. Сега, овдека, ви кажав неколку пати, имам 50 минути колку да открие лекцијата, нашите се по 40 минути. Ќе креирам ова, а потоа ќе креирам уште една во која што ќе го изберам ова да видите што е Personal to My Learners. Сега, еве го лесен планот во продолжение. Го креира лекцијата. Кои се целите, кои се материјалите и како ќе се одвива лекцијата. Ова е како идеи само. Напомнам, не идејата да го замени наставникот, но се само како идеи за да му помогнат на наставникот. Да мислите ова да требаше да го смислувате на секој. И сега овдека да креираме работен лист. И сега ќе креирам. Креирате работен лист, активности и екзит тикет кои што ги се опишуваат во лекцијата и наставниот план погоре. Сега овдека е англиски, идеме стандардите се истите. Сега овдека ќе го направиме нека биде 8 оделение. Сега ќе го изберам да биде. Сега видите ова опција. Give feedback to unlock personalization. Значи, со помош на Брикс може да се дадат повратни коментари, ама морам да дадам јас на тројца ученици за ова да го направим. Значи, ова сега нема да можеме да го направиме, затоа што се уште немам дадено коментар на тројца. Ај сега да видиме ресурси да ни даде. Стари, избравме worksheet, работен лист и еве ги сега прашањето за работниот лист. Што се поинакви од текстот на задачата. Многу е добро што лево имате содржина. Се што е креирано е тука. Еве имаме активности. Можете во секое време да го заприте генерирањето. Забележувате ова црвеното што врти овдека проверува дали граматички е точно. Сега, exit ticket се прашање на крајот од лекцијата. Видите што ни генерира, имаме документ од колку страни? 8 страни. Сега ќе кликнем на Boost. И сега вас ќе ве вклучам малце да видите. Ќе кликнеме на Boost. Ова е новиот дел, кој што никаде до сега го немам сретно. Имаме Engage, како да ги вклучиме учениците, како ќе ги оцениме. Ова, Pulse Check и Exit Ticket. Овие делови се во изработка. До крајот на годината ќе ги имаме. Write and Reflect. Сега уште се во изработка. Од делот Engage имаме 36-7 опции. Има Real World Math. Имаме дебата, истражување, brainstorming, character chat, да зборувате со некој карактер, например некој познат хемичар и така натаму. Но засега е многу интересно на тутор. Значи, како Бриск ќе биде тутор и помагач на наставникот при диференцирање во самата училница, доколку би го користеле во училница. Избирам тутор. И сега, креирање на активности за туторство во врска со овој документ. Ги имаме 8 оделение, стандардите, еве ги, можеме да видат тие, може да видат некој друг. Ајде да изберем пример.
Еве вака, сега видите што ќе се случи. Така ќе добиете прозорец со QR код, што ќе го споделам вас и вие ќе видите мои ученици. Вие што сте на телефон, ќе имате QR код кој што ќе можете да го сликате. Ево го. И аз сега ќе се обидам кодов да го копирам, ќе го копирам линкот и ќе ви го пратам во чат. Затоа што не ми е пробано до сега со моите ученици, а планирам да го направам. Кодот кој што ви треба го гледате, ќе го пратам и тој во чат. Сега, можам да креирам оделение, па сите да видите моје оделение. Можам да ја наблюдувам активноста, вие тоа што ќе работите. Да ќе го направиме, откако ќе пробате да влезете. Но можам да видам како тоа ќе изгледа. Први тоа ќе го направам да добиете на време да пробате се вклучите. Review and edit. Значи ќе го видам како изгледа и ќе се обидам да го уредам. Сега, одека горе стојат моите активности. Ова се често поштовани прашања, па совети како тоа да го подобри и да се одјави. Ова е преглед и сега овека прилагодување на прегледот кај ученикот. Овдека прилагодувате што ќе гледа ученикот. Може да го внездите ресурсот за ученикот да има пристап на него. Може да ги имате целите што ќе ги поставите за лекцијата и да имате линк до ресурсите. Мене ми е овозможено се. Потоа имате клик here to preview, треба да кликнете да видите што е тоа што учениците ќе гледаат. Овдека имаме две точки, затоа што го имаме третиот, тоа што вие сега го гледате. И овдека имаме да го споделам со учениците, тоа што го направим. Сега ќе кликнам. Сега, еве го документот, што беше креиран. Одека го кликнам ќе се отвори во нов таб, еве го оригиналниот документ, можам да го променам името. Сега ова е многу добро од десната страна. Од десната страна, во делот Students will be able to. Тука, учениците имате едно крупче напред пред целта. По зависност од прашањата и одговорите на учениците што ќе ги добијат, а прашањата ќе ги поставува Бриск врз основа на вашите цели и содржината што е во документот тука, и во зависност од тоа како ќе одговара ученикот овдека, а целите, односно ова крупче ќе се бои или нема да се бои, а ако ученикот ја постигнал првата цел, ова крупче ќе биде комплетно обоено. На тој начин ученикот ќе знае, вие ќе знаете и самиот ученик, дека всушност ја постигнал првата цел. Потоа автоматски се преминува на втора. Еве сега да видиме како тоа изгледа. Значи горе ги гледате целите кои што се. Овдека ова тутор е видливо само за наставникот и овдека е ученикот. Треба да кликнам на Let's Go, на зеленото, и овдека долу ќе треба да пишувам ученикот да пишува со Бриск. Не знам ни што е, мајде да пробам. Еве сега Бриск се обидува да напише нешто. Сега ќе се обидам накратко да го преведам. Вика, добре дојдовте на оваа математичка секција на физички и хемиски својства. Јас сум excited за да ги истражам овие концепти со тебе. Да започнеме со прашање. Можеш ли да ми кажеш, а што знаеш во врска со boiling point, со точката на влијање, и како може тоа да влијае ако додадете нешто во водата? Јас сега ќе се обидам да одговорам на македонски. Видим дали ќе разберам. Водата врие на 100 степени Целзиус. Аха, вика. Can you tell me in English? Се обидам на англиски. Прашањето. Повеќе.
Ајде. Сеќе што имаме и бриск. Water boils at 100 degrees Celsius. Ајде да видиме. Ете го, погодивме, добро е. Сега се вратиме назад, еве го, првата цел, делче од целта е исполнет. Сега добив друго прашање. Сега вика, дали можеш да ми дадеш нешто повеќе? Што ќе се случи ако дошто додадеш водове? Таа можеме да си водиме дискусија колку сакам. Се замислете тоа да го имате на англиски, за наставниците по англиски за време на англиски или единствена директна примена го гледам таму на јазиците, но остатокот и математика евентуално, кај што решавам, учениците треба да знаат многу добро работата на некој од овие јазици, бидејќи ова е на хрватски. Ајде да видам дали се вратам сега назад. Ево овдека. Ова е активноста. Се вратив назад, кај што можеме да додадеме цели. Ево овдека сега вие можете да ги додадете целите. Сега ќе кликнам Add Another. Сега ќе се обидам да додадам од нашите цели. И што беа претходно. Еве. Не можем. Еве го, добро. Залудно ќе ми биде, затоа што е на македонски напишано. Одиме сега на второто, дали може? Не може. Next Preview. Еве овдека. Сега ова е. Можеме да избришиме и така натаму. Ова е претходната. Сега се вратам назад. Еве овдека. Share with students. Мислам дека сега ќе можам да ја видам. Еве го истиот. Сега да видам. Еве го вака. Кој од вас се приклучил? И сега да видам. Кого да изберам? Не е ни битно. Марија ќе изберам. Снеже на првото прашање го одговара. Сега можам да видам. Еве вака. You are closed. Значи, вака може да го следите и напредокот на учениците. Ајде сега се вратиме назад, да провериме, еве сега имам отворено Google Docs овдека, Google Drive, и се што беше креирано овдека, стои тука. Сега јас сакам да отворам 3 работни мои листови, креирани, всушност тоа се работните листови од кои се задачите записани. Јас сега ќе го отворам во Google Docs, правени се во Word, оставени се на Google Drive, сега ќе ги отворам како Google Doc. Значи, ова е работен лист, сега ќе видите задачи со алгебра, да видим дали ќе ги препознае формулите. Еве ги, одлично. Значи, ова се задачи алгебра равенки. Мислам дека има прва група 3 или 4. Има 4 групи. Сега ќе се обидам овдека, да видиме што можеме да направиме. Сега овдека ќе пробам да видам. Сега замислете, ова е работа на ученик, што ви е дал вас по некоја тема. Сега ќе креирам, прво да видиме дали како е напишан документ. Сега гледате го овој документ, јас кога сум го креирал. Креирањето траело 0 минути, имало 2 уредувања и сето одеднаш е постирано. Ама ова е затоа што јас го копирав, направен е од Word и директно пренесен во Google Docs. И не е работено во Google Docs. Да го читам во коментарот, затоа застана. И пишува дека имаме само еден пост. Одека долу, затоа на почетокот во воведот кажав дека имате плейбек, еве можеме да се вратиме назад и да видиме, еве, кој е делот што е направен пейст, всушност пейст е целиот документ. Еве ќе го пуштим и на крај ќе го добиеме конечно. Се замислете да гледате оригинален документ во живо и ќе видите како ученикот правил
уредување, колку време му требало да го направи документ. Ајде сега, ќе се вратам назад, ајде да видиме како ќе му дадеме фидбек. Повратен коментар на човек. Имаме 4 опции. Еве го, фидбекот или повратниот одговор ќе биде во зависност од степените во вашата рубрика која има. Ама и ова е многу добро, ама пак, сега ќе видите, во зависност од, еве го, specific focus on feedback, значи се фокусираме на фидбекот, тој ќе биде за 6-то оделение, мора да биде на англиски, не може нешто друго. Долу е стандардот на кој што ќе правиме фидбек. Ова е тоа што го избравме, насочен фидбек, и овде ќе кликнеме само бриски. Сега ќе видите дека од десната страна ќе добиеме предлог на коментар. Сега овдека нема да се одвецуваат, затоа што е со 70. We have started the problem, но не го решивте. Значи, ова е работен лист, не е документ што е напишан. И това се коментарите. А за това само предлози за коментари. Видите, ова што е обоено. Кој ќе кликнам е предлогот на коментарот. Од вашето прашање не е комплетно. На која равенка се однесува и така натаму. Ова само беше пример колку да го покажем. Ајде да пробам да најдам. Оплика некој документ. Например, земјотрес. Еве да го отворим. Овој документ да го отворим. Сега замислите, овој документ е преведен, мене ми е преведен, ќе кликнам да го појавим оригинално. Сега ќе го преведиме назад на англиски, овој на хрватски, 6-то оделение. И сега ќе дадеме, ајде да видиме ова инспектит, ова го генерираше Бриск. Не видим. Има 134 уредувања, 0 минути потрошено на него и 1 пейст. Значи 341 едит на самата вештачка интелигенција му требало, но сето одеднаш го поставил. Ајде сега да видиме, да дадеме фидбек. Еве, например, ајде ова истото. Сега овдека мораме да испришиме стандардот, бидејќи ова е сега географија. Сега, не е веќе математика, ова е science. Сега стандард, ова е веќе каде би го ставили физика, земјотреси. Пак и тоа science, мајде да видиме, IB. Сега ова е. И сега language, ајде да видиме во јазик. И еве би избрал овој стандард. И сега, во зависност од стандардот што избран, овој ќе биде предлог на коментар. Сега да видиме дали ќе препознае дека еве. Позна дека е на хрватски наместо на. Сега. Значи препозна дека е на хрватски, ама го даде одговорот на англиски. И ајде да видиме еден коментар, еве првото. И покрај тоа што е направено добро, може да пишувате најмисли на друг јазик, да го разбираме и така натаму. Значи ова беше врска со тоа. А сега, да кликнеме овдека, можеме да го смениме ливото и така натаму. Ајде сега да видиме да креираме нешто друго. Направивме веб страна, направивме видео, направивме презентација. Што не направивме уште? А има толку многу можности да го отворам оригиналниот документ. Ќе го отворам оригиналниот документ. Од каде што е ова презамена. И сега ќе се обидиме да направиме уште нешто од многуте опции што има. Сега видите, бидејќи отворив нова страна, автоматски ова копчето се скрива дека. Ама тоа горе стои. Еве го дека.
Ќе кликните на ова копче дека се појави магичното копче десно, ќе кликнеме на него и сега имаме да креираме. Што да креираме сега? Ајде. Екземпляр, значи примери за учениците или прогрес репорт за ученикот. Еве го пример. Сега повторно го памтим мојот претходен стандард, и че ова е сега Science. Добро. Хајде да видиме само English. Овдека стандард, и сега да видиме да можеме да... Ова е по IB. Да видиме Common Core, амерички да ќе ги провериме. Не избра математика, не ќе математика, Science. Не мора да е 6 grid, 6 отделение. И сега Science, еве, например, еве го, не е ни битно што. 8 отделение, ќе го намалиме на 600. Сега овдека е многу добро. На кој ниво да види? Вика below, под очекувањата за пославите ученици, ги исполнува целите, и exceed expectation, значи за нешто потешки, значи за нешто се подобри. Кликнем на риск. И еве го документот се креира веднаш. Повторно имаме порака дека нешто не е во ред, ама видите пишува кој е академскиот стандард и ова што оставивме и сега објаснување што значи да се исполнат очекувањата и еве го пример на одговор на ученик. Сега можем да го направам пократко, подолго, можем да го преведам. Сега можем автоматски овој текст да го направам below expectation. Сега ќе се генерира овој текст below expectation. Продолжува да се гради, значи врз истиот документ продолжува понатаму. Сега овдека, ако кликнеме на копчето Boosted, значи ќе ве пренесе она за да може да го проверите со исполнување на цели. Овдека сакаме повеќе детали. Еве ќе кликнам и сега ќе добиеме повеќе детали. Сега сакам да ви покажам само уште еден дел. Пред да завршам, ќе гледаме 1 час и 8 минути веќе сме. Прелетам времето. Има преку 30 опции белешки за наставникот. Толку детални објаснувања за било кој чекор. Добре. Сега, видите дека сето што е ова генерирано го имате во облачето веднаш на вашиот Google Drive. Еве го. Се што креирав сега, мислам дека овдека стоја. И еве го, се што беше последно генерирано се наоѓа тука. Сега да се отворам, да се обидам само. Така. Успеам да отворам уште нешто. Покажам, имав еден пример на која што имаше веб страна. Избрана и додека ќе се обидувам да ја најдам таа, ако успеам на брзина да ја најдам. Ќе го видим уште тоа и мислам дека доста е за денес. Така, се работи за една руска страна, значи каде сакате можете да проверите, во која што има решенија од одредени задачи. По некоја книга, по некој учебник има решени задачи. Ево, ја најдам. Ево. Ево страната, која што ја избрав за вас. Добив да ја преведам од руски, ама јас намерно не ја преведам. Сега дека ми е малко голем текстот, ама не е битно. Ево го имаме копчето риск и сега ќе кликнам и сега ќе му речам за ова содржина, за оваа лекција, кој што попадно, еве го, имате работен лист, еве го,
од 8 задачи. Ја сега ќе му речам да ми направи пример на задачи. Ова знам дека ова е 600 делени, така да 600 делени. Сега англиски ќе изберам пак да биде на англиски јазик. 600 делени стандардите ќе ги изберам. Нека бидат математика, 600 делени, expressions and равенки, што е ова? Да видам прилика. Израз, да. Целта ми е, видите дека од страната што е на руски, во кој што има слика од задача, јас ќе добијам предлог на задачи или содржини врз основа на таа задача. Се многу битно, повторно стандардите што ќе ги користите. Ако користите ваков ресурс, мора да знаете, ако сакате да бидат приближно на оние нашите, да видите кои се тие стандарди и тогаш ќе добиете многу добри резултати. Видите што да совршено нешто. Сега, и ова се ќе направиме да биде уште подобро, значи над тие, над таа нивото. Нека ги генерира. Кои се стандардите, што значи да ги надмине. Дискутиравме како ова може да се преведе. Користите било која алатка на вештачка интелигенција и ќе ви го преведе. Сега, ако сакате за наставниците што пишуваат формули, сакаат да го добијат, сега вака. Еден трик за да завршам на крајот. Ќе изберам GPT. Сега ќе го замола. На следниот текст, сите математички формули да ми ги дадеш во вистински математички запис. Готов за користење во ова. Видите како формула ќе биде. Ама сега не го дадов текстот. Среќа. Ево текстот и еве. Направив грешка во пишувањето и еве сега ги формулите ваш вистински математички запис, спремен за копирање. Сега, кога се обидам да го копирам, ќе имате проблеми, оставувам Word, ама, дали имам Word отворен? Еве го предходно што беше. Има што ќе добиеме. Сега ќе видите може би хиероглифи, да, но го добивме во формат во кој што видите парите се во рубли, но ако отворите пример MathType, хемија, физика, ќе го добиете во вистинска формула, готова за работа. Има уште многу, како што самите видовте. Сега ќе се вратам назад, нема да го чекам ова. Ева се појавно дека, се ќе солено да го става. И еве ги формулите. Се отвори на другиот екран MathType, еве ги формулите што ги имаме напишани. Значи, сега ќе се вратам назад. На овој начин можеме од едно обично видео, еве вака, од каде што почнавме, чија што содржина ниту не ја пуштив, ќе видам на крајот што се пише. Видите колку е текст. Ево, што објаснува и така натаму. Ќе зборуваме во наредниот час, има многу алатки кои што прават транскрипт. Еве јас имам додаток исто така и еве комплетната содржина на разговорот во овие 10 минути што е. Ама ајде да ставиме нешто за наредниот. Има многу, сакам само да се вратам, да го отворам Briskit и тука ќе завршам.
Да го отворам овој дел за креатив. За да го гледате, ќе ги пуштам микрофоните. Ако има некој, да подискутираме малку. Значи, напомнувам, ова не е наменет за да го замени наставник. Ова е пред се на англиски, не е за нашето говорно подрачје. Пред се е за идеи, за нешто кое што наместо да пребарувате енциклопедии или книги или ресурси, може да го имате многу брзо и многу лесно и многу едноставно. Има начин како да го добиете и на македонски. Идеално би било кога би било на македонски, но ништо нема идеално. Почнавме еден обичен документ, завршивме, видовте каде. Можеме да креираме што сакаме. Можеме на нас е да почнеме да експериментираме. На почетокот овдека го имавме, ќе се вратам сега назад некаде. Ако успеам да го најдам на почетокот близко. Еве вака. Видите дека се е бесплатно. Еве вака. Еве вака. На почетната, на најпочетната страна. Еве вака. Еве ги плановите. Посебни се за индивидуалци, но цели области училиште. Јас денеска разговарав, се обидов да разговарам со општината кај нас. Еве вака. Да ги отворам, да видите. Еве вака, колку би чинело се това, после нека ќе се отвори. Кои се опциите за цело училиште. Еве. Знаете дека сето е бесплатно. Сето ова што гледате, што го правите е бесплатно. А ако платите $9 месечно или $100 годишно, добиете уште плюс 23 алатки и ова турбо, нешто побрз одговор, поредолу истото, уште повеќе имате детекција на Е, но ова е за училиштата, за што нема и дополнително се определува. Значи, слободно е, бесплатно е и секогаш ќе биде бесплатно. Што ме додаток на Chrome, секогаш ќе биде бесплатно. И уште едно се надоврзувам на тоа што многу е битно и какви ресурси користите, од кој веб страни црпите информација. Тука се поврзува и со медиумската писменост, колку ние сме писмени, како знаеме да ја провериме фактот, тука е улогата на наставникот. Ако ученикот му дадете да креира на начинот на кој што зборувавме, повторно ќе напомнам, нема да биде на македонски. Но за јазиците можат да пробаат да го направат. Затоа што ученикот ќе го следи исполнувањето на целите. Може и за математика до некаде да го следите, ама ако вие сте тука, да му дадете па и превод, па и упатство, кога ученикот го одговара, но тој одговара. И ова е во насока на таа диференцирање и индивидуализирање. Јас толку имав за ова вечер, ајде сега, ако има некој од вас да каже нешто. Може би беше брзо, ама сакав да кажам колку е можно повеќе во сат и 20 минути. Слободно ќе го изгледате видеото, ако ви треба помош, не кажав се, има преку 30 алатки. Нама се да пробате да експериментирате. Само така можеме да научиме. Благодарам, Надица. Значи, ако има некој слободно може да пишете во чат, ако не можете и вака да кажете. Да, пречка јазикот, но вештачката интелигенција сега не познава граници. Треба да изберите само вистинската алатка која што ќе ви преведе. Но внимавајте, преводот нема да биде она што може би да биде идеален и не треба да биде идеален, зашто сепак ние требаме таму да провериме што е добро, што не е добро, што е помалку добро, како да го измениме, но опциите се тука, се е тука, нама се е тука пред нас, на нас е дали ќе се обидиме да го користиме или не. Ако нема никој, ви благодарам многу за присуството, за одвоеното време.
еве да ве поканам ако некој има некаква си идеја за нешто, слободно нека се ме контактира на било кој начин, да го збогатим ова. Сега ќе почнем и со некои алатки. Имам некои алатки кои што едната ми е платена, не би сакал таа да зборувам, затоа што снимениот материјал ќе се најде на мојот канал на YouTube. Таму ќе биде комплетната снимка по завршувањето. И таму стојат сите претходни 3 вебинари. Особено топло го препорачувам претходниот. Да видиме каков е планот. Планот, што е на сликата, вас го одговарам на прашањето од слушателот, тој е целосно бесплатен, ова е првиот план. Штом го додадете во Chrome или во Edge, овој го имате. Ако поканите повеќе од 5, ќе го имате овој ваму план, ама ќе го имате месец ден. Ова е идеалниот план за училиште. Ова е, например, општината, ако би сакала да може да користи вако, но имајќи преди дека не е на македонски, дека треба се места стандардите, може да се искористи, но било малку потешко. Во ред, ви благодарам. Штеднаш за одвоеното време, па се гледаме од 2 недели. Боже здраве!